Денес во нашата емисија имаме една скопска урбана легенда. Слободно ќе кажам, а знам дека тоа мислење го делат и многумина. Ѓорги Галетановски или како што народот го знае Чомбе. Добре дојде, како се чувствуваш најпрвин? Кажи ми малку, фати лето излеговме по терасиве? Добро е, најдов баш ми е мило, одамна не сум бил бекстејдж. Да, па времето е убаво и сега сме поактивни надам. Ке стигнеме до сето она што е најинтересно, меѓутоа овој разговор би го почнала со твојот пат во кариерата, како се движеше, се сеќаваме, јас и ти сме генерацијски тука некаде, па се сеќавам на едно убаво помала малку, да, меѓутоа тука некаде. Го паметам времето кога и по весниците и по порталите те пишуваа како кралот на ноќниот живот во Скопје и токму оттаму ќе почнам. За жал, веќе ноќниот живот не е таков каков што беше порано, но не знам каде се изгуби сето тоа. Во времето кога вие работевте како екипа, ти, Ѓорги, и останатите твои и пријатели, другари и соработници, се сеќавам на неколку успешни години кои што почнуваа уште од кафулето Опиум на кеот на Вардар. Тогаш кеот беше многу пожив, многу по-разработен. Да се искача на кеј беше традиција. Таа традиција умре, не знам зашто, дали поради селување на младите или се створи некоја верзија кон тој дел на градот. Ма да, јас сум многу самокритичен, ме знаете вие уште одамна. Јас бев против таа одлука за тргање на терасите на кеот. Така да, секој традиција на секој скопјанец, мада скопјанец, сега не можеш така да ги карактеризираш. Скопје живеат и многу луѓе што се дојдени од други градови. Сите се скопјани кои што тука живеат денес. Јас за скопјани ги рачунам сите што живеат моментално во градот. На сите им беше навика по ручек у жешките топли денови да седне на кеј, да испие кафе, да јаде сладолед и беше како едно традиционално собиралиште на скопјани. И би апелирал да се направи тоа подитно, да ги вратат барем по 2-3 реда да се дават на угостителите и да се врати кеот во наитно време. Живееше кеот, како што спомена, имаше душа, живееше градскиот парк со неколку дискотеки кои што да ги имавме и низ последниве неколку 5-6 години да кажам, меѓутоа нема таква душа како што беше на времето. Се знаеше Колосеум, Кабрио, се сеќаваш на сите дискотеки, Парадизо во која што и ти беше менаџер. Парадизо беше Тоа беа моци тешки денови за нас, беше напорно да се работи. Да постоеа Хард Рок и Парадизо и сега требаше 5-6 илјади луѓе да искочат од 2 диска, малце тешко ни беше со селекцијата. Ама сепак убави времења, убави спомени. Таму зимското бедва кога се отвори. Тогаш бев стварно млад, 22-3 години, кога почнав да работам со камењар. После отидов кај Пежа у Парадизо. Напорно беше за работа, ама беше интересно, запознаваш многу луѓе, контактите огромни. Пазиш на селекција, пазиш на безбедност на гости, пазиш на организација на забава. Мора од 24 париња да ги одбереш тие гости што највеќе заслужуваат, највеќе што трошат стални гости. Мора коња кој сите ти бараат, секој на некого е битен. Али убави моменти, убави дружења беше. Петок, сабота беше рај да искочиш у град. Сега живуркаме со едно место, едно кафуле, ако се напуни интермецо у петок. Еве у кафаните ретко више журки нема што беа порано, дали Дион. Ќе дојдеме и до тој момент, само да не го прескокнеме она што ми е важно, а нели има врска со естрада, со ноќен живот, што е од особена важност за бекстејдж како емисија, да се потсетиме малку на тие времиња. Некако се правеа важни луѓето кои што ги познаваа менаџерите. Вие важевте за главни ликови во градот. Го спомена Камењар кој што беше дел и од музичката група Нови дечки. Повторно нешто поврзано со музика. Ѓорги, дали му недостига на градот Скопје, му недостигаат вакви некои градски ликови кои што на некој начин го држевте ноќниот живот на она ниво, како што и повеќе пати имаш споменато, луѓе од Белград, од Солун, од сите околни земји и градови доаѓаа овде за убаво да си поминат. Видете, секогаш во Скопје фигурирале 5-6, 10 еве да кажеме ликови градски што биле менаџери што важеле за креатори на ноќните забави и ноќниот живот. Јас, освен што ми се пријатели, мене дали бил Камењар, дали Пежа, они стварно биле легенди на ноќниот живот и пред нив исто ќе ги набројам Соме, Томше, Корнер, по старата генерација им биле на нив. Секој од некого учел. Сега е лошото што веќе нема
Млади што учат да работат ноќен живот и што работат како менаџери. Дали веќе денеска не е престиж да се биде менаџер или каде ти го детектираш проблем? Не може да не е престиж, како што кажа ти, линковите и контактите со луѓето ги добиваш таму. Се тоа ти е одскочна даска која мора да искористиш. Јас можеби, па и камењари пежа претерале со години, ја претерав со работење во ноќниот живот. Јас ставив крај, например, на 37 години. Меѓутоа, ако си паметен и ако ги искористиш сите контакти, бидејќи без тебе тие луѓе не можат да резервираат кај што сакаат у наводници или да влезат да не чекаат гужва. Ствараш некои природни пријателства, се здружиш, тие луѓе ги гледаш повеќе гостите у диско и преку ден на кафе, ги гледаш повеќе него семејство твое некое широко. Нормално е да створиш ти линк и не може да кажеме дека на некој млад сега не му е предизвик да работи менаџер, него се смени целосно некако начинот на функционирање. Сега луѓето, газдите си ги менаџираат повеќе своите локали преку социјалните мрежи, не се потребни, што е многу погрешно. Дали младинава сега вако од овој аспект денес каква што е ситуацијата повеќе се пали, условно и народски кажано, на народно, на она што ни доаѓа нели од Србија, од Босна, од Хрватска, или сепак има култура и за рок, и за забавно, и за странски хитови во моментов каква е ситуацијата, бидејќи сигурно знаеш? Видете, Скопје е мултикултурен град и тие хирови на "Не идам таму", турбо фолк, тие приказни за мали деца не проаѓаат. Затоа вие можете, оние глумци што викаат дека слушаат само техно, да ги видите и кога пушта Карл Кокс, да ги видите и на Наташа Беквалац, да ги видите и на Аца Лукас. Така да тие се креваат раце. Тие се приказни за медиуми, не проаѓаат. Истите луѓе се и на Карлеуша и на Тиесто. Така да у Скопје тоа е тоа. Постојано и кога интервјуираме пејачки или пејачи кои што првенствено се определиле за поп, за забавно или за рок, велат не можам да терам веќе само со таа програма, еве се матури, свадбени. За наша? Да. Не, сакам да кажам дека публиката им бара Аца Лукас и слични изведувачи. Почна да се врзува со знамења од Вергина за да станат популарни. Не ја сметам ја за веродостоен. Зошто мислиш дека е тоа така? Затоа што ние у Скопје и у Македонија сме очени у моментов со естрада. Тоа ми е едно од најголемите болки мене, што уште ни се само Тамара, Каролина, Ладо Јановски, Калиопи, да не заборавам некој уште се име и презиме и Кукулеле, од пејачите и од тезгарите Джони и Панки. Затоа сте и постојано ангажирани овие кои што ги споменувам. Кога бев 20 години, они се кога имам 40 години. Каде е проблемот? Ша се гледам се има деца и дечки што се трудат 2 бона, пајак, уложуваат у себе, да не ја забораваме Антонија Гиговска, тоа се луѓе што се трудат, меѓутоа ние да се сведеме на тројца, или на овие што имаат више по 50 години. Тоа не ме кажу, или некој сега што сака да стане актуелен, врзал знаме на него и искача пеел на митинзи, но тоа не е кариера. Кариера е кога Бог да го прости Тоше Проевски, што никад не пеел за политичка партија и што пунеше стадиони и што на 25 години ја дрмаше Хрватска и Србија. Тоа е кариера. Или кариера е Тамара што ја има сега, што ја изградила, стигнала до некој стадиум, или да не ги именувам други версии.